Новиот коронавирус го фрли светот на колена. Државите ги постави пред тежок избор – да спасат што поголем број на животи или да ја одржат во живот економијата. Затворени локали, канцеларии, државни граници, замрзнат транспорт, работа од дома, цели фирми во изолација. Во оваа војна со невидливиот непријател е и нашата држава. Но економијата не можеше да одржи дистанца од пандемијата и затоа беше меѓу првите заразени. Дел од компаниите поминаа со помали симптоми, а дел од нив чекаа ред за респиратор. Срочено во еден збор е многу тешко. Помалите мислам дека ќе има доста фирми што зимовот нема да преживеат и ќе ја згаснат. Респираторот, наречен државна помош, не успеа да ја спаси секоја фирма. Дарко Панов е менаџер на туристичка агенција која постои 25 години. Тој вели дека не можеле ниту да замислат дека е возможна ваква криза, која може преку ноќ да го сруши она што го граделе повеќе од 2 децении. Ние не можевме да го издржиме тој притисок и тие трошоци и агенцијата ја ставивме во мирување, кое мирување претпоставам ќе заврши и во затварање. Што се случи? Сите пријавени освен еден ги одјавивме и тоа еден е останат заради тоа што мораме да функционираме за да ги вратиме парите од ваучерите или да им дадеме ваучери за наредните патувања на клиентите и фактички тој вакуум период и овие недиректни мерки доведоа до згаснување. 4 пакети владина помош. За дел од фирмите значеа сламка за спас, но за дел не беа ни приближно доволно за да го преживеат ударот кој го нанесе корона кризата. Според мене, мислам дека требаше да има конкретни директни мерки. Значи, имаше мерка, нели, која што реално ни помогна малце од малце, тоа е таа општата мерка за платите, кој што се некои си 25 до 30% од трошокот. Збориме за нето плати, не збориме за комплетна со придонеси и така. Исто така имаше една мерка која што ја дадоа со ваучерите. Значи, меѓутоа таа мерка не ни помага нас. Таа мерка ни ги одложува сите оние побарувања кои ги имаат клиентите. Од Комората на Северозападна Македонија велат дека нивните членки дале се од себе за да спасат што е можно повеќе работни места и дека се покажале солидарни, но како што велат, нив им е потребна поголема солидарност од државата. Со овој капацитет што има државата, тешко е дека ќе успее да ги задржи сите работни места до крајот на годината. Според официјалните податоци, до октомври бројот на невработените е зголемен за над 40.000, која е загрижувачка бројка. Фатмир Бесими дојде на чело на Министерството за финансии пред 2 месеци, во еден тежок период за економијата. Тој вели дека 3-месечниот карантин им предизвика големи проблеми на малите бизниси и донесе огромни загуби во повеќе индустрии. Според тоа што ги имаме најави, голем дел од фирмите без овие мерки ќе ги отпуштаат дел од вработените, а некои од нив и ќе ги затвараат своите бизниси, затоа што оперативните трошоци, доколку не може да ги покрие, тоа значи подобро, повише им се исплаќа да ги затварат, па и тоа да би било и привремено, па да ги отворат после известно време, сепак за економијата тоа е огромен трошок. Според податоците објавени на страната на Централниот регистар, од почетокот на годината регистрирани се речиси 6.000 бришања на фирми, но се уште не се знае колку од нив се затворени како последица на коронавирусот. Министерот за финансии вели дека се уште нема таква анализа. Статистики се водат единствено за бројот на фирми кои ги искористиле мерките за помош. Па ние имаме анализи на тоа колку фирми искористиле. Значи тоа е најактуелната или фактичка. Тука работиме со факти. Другото би се сведнало на сценарија. Такви сценарија секако се прават, се можни, но тоа што се факти е дека со овие мерки, значи,
во овој период, ако е за поддршка на фирмите, таму околу 120.000 работени добиле поддршка преку нивните субјекти во третиот пакет. Отприлика ова мерка продолжува и во четвртиот пакет, значи тоа се отприлика 120.000 работни места што се заштитени со овие мерки. Од друга страна, тука се околу 20.000 фирми што искористиле ваква можност. Потоа има кредити што аплицирале и во COVID програма 1 и во COVID програма 2 во банката за поддршка на развојот. Тука има над 1500 апликации што се во тој период по овие две програми и фирми кои опфаќаат околу 15.000 број на вработени со разни проекти. Оние добиле средства од Развојната банка. Од стопанските комори сметаат дека главните проблеми се адресирани, како поддршка на работните места и обезбедување ликвидност преку кредитирањето, но сепак очекуваат повеќе. Со мерките на владата беше тоа што беше до одреден степен добро средено е што се субвенционира плати, минималните плати, односно на износ на бруто плата. Нели очекувањата на бизнисот беа поголеми дека и придонесите ќе ги покрие владата, но тоа не беше случај. Загубите тешко се надоместуваат, бидејќи укинувањето на карантинот не значеше и нормализирање на работата, туку и работа со третина од капацитетите. Последните бројки од Државниот завод за статистика велат дека просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во септември годинава изнесува 67,5% од нормалното искористување. Угостителството е една од најпогодените гранки во кризава, со тоа што имаме пресметано дека од април до октомври од 45 до 50% ни се намалени приходите. Државата помогна со COVID-1 линијата, со бескаматен кредит, ни даде за април, мај и јуни субвенции за плати. Сега повторно од октомври, ноември, декември ќе има повторно субвенции за плати. Мислам дека колку е во можност ни помага, но загубите се големи. Секторот угостителство се уште се бори со последиците и дополнително е соочен со предизвикот да се прилагоди на новите мерки за заштита. За туризмот, најголеми проблеми се затворените граници и стравот на граѓаните да патуваат дури и внатре во границите. На прашањето дали би можеле да преживеат без владина помош, сопствениците на агенции велат. Апсолутно не. Апсолутно не. Се уште ги чекаме да поминат мерките на собрание, односно мерката плати за октомври, ноември и декември, а понатаму, односно последователно после таа мерка треба да биде со закон донесена и мерката грантови за агенциите од 3 до 7.000 евра. Ќе се добие некаква помош и тоа е добро, но кога ќе се добие, навистина не знаеме, немаме ништо конкретно, а се бројат деновите кога многу од агенциите планираат да стават клуч на врата, затоа што немаме никаков прилив со 2 месеци можеби. И фактички ние веќе имаме наталожено трошоци, ние да ги земеме тие средства, ние не може да издржиме поише од 2-2,5 месеци, а сезоната е далеку. Според студијата на партнерство за подобра бизнис регулатива, туризмот и угостителството годинава ќе имаат пад на приходите од 400 милиони долари, а од 12.000 до 20.000 работни места се во ризик. До сега не отпуштивме ни еден вработен, но зимово капацитетот на покриеност на кафичот ни е помал и да видиме какви рестрикции се пред нас. Можно е да треба да го смалиме бројот на вработени на минимум. Погодените сектори бараат поголема помош. Дел од нив излегува и на протести. Не сметам дека требаше да дојдеме до тоа, но за жал дојдовме
и добивме дел од работите кои што ги побаравме. Побаравме многу повеќе, но искрено ако платите ги добиеме, а ќе ги добиеме, ако ги добиеме и грантовите, некако, значи, ќе бидеме хипотетички задоволени. Многу тешка ситуација сме, мерките се недоволни. Може би и самите сме криви преку комората што не набаравме навремено и конкретни и директни мерки или не издействувавме да ги добиеме. Според официјални податоци, во второто тримесечие бруто домашниот производ падна за рекордни 12,7%. Потрошувачката на домаќинствата падна за 9,9%, а извозот на стоки е во минус од 32%. Министерот Бесими вели дека ова е последица од затворањето при првиот удар, но и на рецесијата кај нашите трговски партнери, како Германија. Сепак, вели дека мерките кои се носат ќе ги ублажат последиците од оваа криза. Нашите проекции беа дека ова падот би било некаде околу 5% во 2020. Меѓутоа, со оглед на мерките, тука имавме околу 0,6% поени разлика, што значи проектираме 4,4 визави 5% со оглед на тоа дека ова е ефектот на амортизирање на тој удар врз економијата од страна на мерките, односно четвртиот пакет. Така да очекуваме дека и четвртиот пакет кој сега веќе со ребалансот усвоен и низа на закони, изменски закони веќе ќе почне да ги даде своите ефекти. Извозот бележи пат од 17% со истиот период лани, а извозот кон Германија бележи пат од 25%. Ние анализиравме како е состојбата во Германија. Во Германија има раст на увозот за 7% во периодот на COVID, што значи дека развиените земји го користат ова, но ние како земја не сме успеале да се најдеме некои производи кои би били интересни за пазарот на Европската Унија. На владината веб страна се објавуваат мерките кои владата ги носи етапно, но остануваат прашањата колку компании имаат пристап до владината помош, како и дали добиената финансиска инекција е доволна да се спасат погодените гранки. Од коморите сметаат дека банките треба да бидат повеќе вклучени во ублажување на кризата. Ние бараме од државата заедно со државата во соработка со финансиските институции да обезбеди повеќе вакви кредитни линии за компаниите без каматни или со минимална каматна стапка со цел да се поддржат бизнисите. По сите релевантни податоци, депозитите во банките во државата се огромни, се големи и тие треба да им се дават на компаниите со цел да ги искористат во време на криза. Загубите се големи во речиси сите сектори, а предприемачите велат дека дури и во најдобрите сценарија тешко ќе биде да се дојде до профит. Ние сме учествуваме во еден ноќен летен клуб кој работи од мај до октомври, а тој немаше ни еден работен ден оваа сезона. Тие загуби 3 до 5 години ќе треба да се надокнадуваат ако отворат уопште и наредна година. Владата донесе 4 пакети економски мерки за граѓаните, работниците и стопанството. До сега, тоа ја чинеше државата повеќе од 1 милиарда евра, а со оглед на фактот дека корона кризата се уште не е завршена, сосема известно дека и понатаму ќе има потреба од државна помош за стопанството и социјалните категории. Ребаланс на буџет, внимателно планирање на парите за идната година, задолжување. Дали државната каса може да се справи со притисокот кој го наметнува ковид кризата? Тоа не е дали може, туку мора. Ако сакаме да спасиме работни места и економијата од целосно затворање и импактот да се ублажи импактот од кризата, мора да се најдат решенија како што правиме. И тоа доколку немаме сопствени штедења на ниво на држава, односно на буџет,
ние ќе мораме тоа и веќе се прави, значи со задолжување. Значи тоа што сега ги финансираме дополнителните мерки кои зголемија буџетски дефицит, тоа оди со задолжување, значи во пазарот дома и во странство со цел да може да се покријат сите овие политики. И бизнис заедницата и финансиските власти се на ставот дека и компаниите треба да се прилагодат на новата состојба. Коморите во своите рамки работат на обезбедување нови пазари, а министерот за финансии смета дека оние кои сега ќе инвестираат во иновативни и дигитални решенија ќе дојдат до поголема конкурентност на меѓународниот пазар. Состојбата со бројот на заболени се менува од ден во ден, што дополнително ја намалува можноста за предвидување на последиците. Сепак, голем дел од експертската јавност очекува корона кризата на глобално ниво значително да ги надмине економските кризи од минатото. За разлика од заразените граѓани, заразените држави не може да поминат без симптоми, а однесувањето на економските чинители ќе одреди дали некоја држава ќе стане имуна или ќе заврши на респиратори.